Значи, почитувани, во продолжение разговор со помошникот на се разбира на кошаркарскиот клуб Радовиш од Радовиш, кој се наоѓа на втората позиција во второлигашкото кошаркарско надпреварување со реални амбиции да се најде во кошаркарската елита во нашава држава од идната сезона. Пролетниот дел од шампионатот ќе биде предизвик и за кошаркарите на второлигашот Радовиш, со оглед дека Радовиш има и свој представник во второто по квалитет кошаркарско надпреварување на Македонија. Покрај мене е Мите Лукарев, стратегот на кошаркарскиот тим Радовиш. Господине Лукарев, ако се направи една анализа на есенскиот дел од шампионатот, каде што, ако не се лажам, Радовишани беа на втората позиција, има ли место за задоволство кај вас како стручен штаб, како дел од управата на клубот, на она што е постигнато барем до сега од страна на тимот? Па да ви кажем дека ние сме задоволни од успехот, поради тоа што сето тоа почна спонтано. Реформирањето на кошаркарскиот клуб почна пред 3 години по иницијатива на неколку луѓе ентузијасти како мене и уште неколку други, и го реформиравме клубот после 10 години. Значи кошарка немаше во градот цели 10 години, со тоа што се изгуби континуитетот на квалитетот на кошаркари, и сега веќе со трета година повторно формирање, ние сме прво почнавме во трета лига, па влеговме во втора лига и сега високо котираме на второто место. Има ли место за задоволство? Успеате ли да го афирмирате, да ја анимирате кошарката во Радовиш, со оглед дека кога ќе се спомне Радовиш, веднаш прва асоциација доаѓа борење, ракомет и најмалку кошарка? Па пред 15 години ние имавме добра екипа, тогаш се викаше клубот КК Бучим, но сега, бидејќи општината ни е спонзор, генерален спонзор ни е општината, исто така помага и рудникот Бучим. Благодарение на општината и на рудникот Бучим, ние го постигнавме тој успех во кошарката и сме задоволни со тие минимални средства што располагаме. Постигнавме многу во зборите, предпоставам, во делот на резултати, но успеавте ли меѓу младите? Има ли радовишани кои што се кошаркари, кои што можат да се носат достоинствено со тој дрес во втора или прва лига? Се уште немаме за во втора лига да играт, имаме 4 до 5 деца што се во првиот тим, но помладите генерации веќе се успешно такмичат во тие младинските лиги до М18. Имаме една генерација што е по 17 години се децата, се такмичат во М18 и имат добри успеси и добри резултати, победуваат. Значи дека има интерес кај младите за кошарката овде во... Има интерес и сме постигнале веќе некој резултат со младинската школа и мислам ти тоа оди во нагорна линија и за некоја година, ако се продолжи со таков тренинг, ќе постигнеме. Целта наша е да имаме 1, 2 до 3 до засилувања, а костурот на екипата да е од Радовиш, како и што е цел на секој клуб. Но во последно време некако почна премногу амбициите да им растат на сите клубови, па ги запоставија собствените играчи или собствените школи. Пред вас е пролетниот дел од шампионатот. Вие сте на втората позиција. Размислувате, се гледате идната сезона во наелитата или? Ние може да е преамбициозно, ама мислам ти е и реално. Од една страна рачунаме до крајот поголемиот дел на утакмиците, да не кажувам сите, да ги победиме. Минатата недела имавме една тешка утакмица во Струга под притисок на домашната публика, на исто и на екипата, па имаше и некои нерегуларности што не требаше некои играчи појачување од вториот дел да играат, играат тие за Струга. И сепак ги победивме. А тие две појачувања дадоа 70 коша. Значи повеќе од половината кошови ги дадоа тие 20 играчи. И сега наредното коло гостуваме во Тетово со Тетекс и мислам дека треба да ја добиеме таа утакмица. И расположението е на високо ниво и се надевам дека... одговоривте на прашањето, дали Радовиш гледаме во прв. Па мислам ти ние ќе успееме едно од двете први места да ги освоиме, и за наредната сезона ќе видиме. Само имаме еден проблем со спортската сала, што подот е не е паркет. За во првата кошаркарска лига мора да биде, кошаркарската федерација захтева паркет. И
ќе видиме што ќе се стори по тоа Но прашање. предпоставам имате други спортски сали каде што може да се одиграт вакви надпревари. Не знам. Оние по училишните спортски сали со оглед дека можно е и тамо да се играат, барем во оној прв дел од кошаркарскиот шампионат. Ние нашето рачунаме да го истераме, па после ќе видиме како ќе се развиваат условите. Може ли да се случи двобој меѓу Струмица и Радовиш за пласман или опстанок во првата кошаркарска лига? Па можно е, Како како што е тргната работа, најверојатно и тоа и ќе се случи. Така и ќе биде. Така. Добро, јас ви благодарам на ова првично интервју за ТВ каналот ВИС. Многу успех во овој дел од шампионатот, господине Докаров. Благодариме.